Летање со едрилици. Едрилицата се движи без погонска сила. Француската федерација за летање со едрилици брои 26.000 членови од најразлична возраст. Иако летањето е индивидуално поради многобројните задачи при летањето на едрилицата, овој спорт се изведува екипно. Местото Фајанс во Левар има извонредна географска положба за летање со едрилици. Близината на Медитеранот и Јужните Алпи овозможува судири на топли и студени воздушни маси кои предизвикуваат воздушни струења на сите сезони. Клубот од Фајанс има најголем број часови на летање во Европа. Светските рекорди што ги постигнува клубот во височина и должина се должат на извонредната положба на ова место. Должината на летањето со едрилица зависи од движењето на ветерот. Теоретските часови по аерологија и аеродинамика не се доволни за да се стане пилот, затоа се потребни многу часови летање.
Duvači na staklo. Pred jedna godina vo Alex, malo selo vo Ladron, je otvorena rabotilnica za duvači na staklo. Rabotat 5 zanajetči grupirani vo interesna zajednica. Tuka nema rabotodavci, sredствата za eksploatacija se zajednički isto kako i kapitalot. Na krajat na sekoj učebna godina, grupata sostava jedno oddelenije na učenici. Nivna želba je da go potiknat sozdavanjato rabotilnici za duvači na staklo vo učilišta da za umetnost, a ovoj zanajt da prerasne vo profesija.
Посветот на марионетите. На најживата раскрсница на главниот град, аеродромот Орли во Париз, редовно се одржуваат уметнички изложби во јавните зони или зоните за минувачите од аеродромот. Последната изложба "Прекрасниот свет на марионетите" представи стари и нови марионети од целиот свет, современи креации на Жан Пол, Ибер, Накроник, Мартиен и Бируа, белгискиот театар од Тон, романски марионети, англиски, американски од Лион. Да ја овозможиме на нашата камера одблизу да не запознае со овие прекрасни марионети.
Портрет на еден овчар. Рамнината Ларзак се наоѓа на почетокот на централниот масив. Во време на молзењето стадата се сместуваат во преградите. Денес долгото рачно молсење е заменето со механичко. Овчото млеко е најквалитетно во млекарството. Маснотијата се одделува од преостанатото млеко, за да се забрза превривањето на млекото. Во виспите Рокфор се произведуваат 13.000 тони сирење, со кое се снабдува Франција или се извезува во светот. Една година на изучувањето кај млекар и најмалку една година во Националното училиште во Рамбује им овозможува на кандидатите да добијат професионална диплома.